Здраво на сите првачиња. Јас сум наставничката Марија и денеска ќе ви одржам час по математика. На овој час по математика ќе научиме колку предмети има од 1 до 10 и ќе поврзуваме количество со соодветен број. Треба да знаете дека секој час си има своја цел. Што на овој час вие треба да научите? Значи, треба по правилен редослед да ги кажувате броевите од 1 до 10. Потоа, да имате представа за количина во обем на бројот 10, секако да ги препознавате броевите од 1 до 10 и доколку мислите ќе можете и да решавате некакви проблемски ситуации со овие броеви од 1 до 10. За овој час по математика ќе ви биде потребен компјутерот, учебникот по математика прв дел и секако моливче за да ја решите потребната задача. А најважно од се е да мислите, да се концентрирате и да слушате. Ајде заедно да броиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еве ги броевите од 1 до 10 на оваа лента. Меѓутоа, гледајте дека има место за уште броеви. И тоа не е случајно. Местото е оставено затоа што броевите не завршуваат до 10. Броевите продолжуваат до бескрај. Значи, продолжуваат и после 10. Но наша цел на овој час е да ги научиме добро, да ги препознаваме и да ги кажуваме броевите од 1 до 10. Да видиме прво што е тоа број. Бројот означува некаква количина на нешто. На првата сликичка овие девојчиња стојат пред една сметалка. На сметалката во првиот ред има само едно топче и во секој ред забележуваме дека има за едно топче повеќе и се повеќе и повеќе топчиња. Во најдолниот ред имаме 10 топчиња. Што забележуваме од ова? Дека кога имаме едно топче, тоа е малку. А кога имаме 10 топчиња, тоа е многу. Значи, бројот означува дали од нешто имаме малку или имаме многу. Еве и на другата сликичка исто тоа се забележува. Кога имаме само еден предмет, едно животно, тоа е малку, а кога имаме 10 жабчиња долу во најдолниот ред, забележуваме дека имаме многу жабчиња, многу пчелки, многу пингвинчиња, а додека горе имаме помалку животни. Значи, бројот означува одредена количина. Сега ќе учиме да броиме предмети. Еве го бројот 1. До него имаме едно јаболко. Што друго на светот има само едно? Само едно сонце. Еве го бројот 2. Тој представува колку кутии? 1, 2. 2 кутии. А може да представи и 2 топки. Така е. Понатаму, по бројот 2 доаѓа бројот 3. Со бројот 3 овде се представени колку капчиња? 1, 2, 3. А сега ти ќе броиш сам. Ќе броиш за јачиња. 1, 1, 2, 3, 3 за јачиња. По бројот 3 следува бројот 4. Хајде да изброиме. 1, 2, 3, 4 барабанчиња. А сега ќе броиме и мечиња. 1, 2, 3, 4 мечиња. Како се зголемуваат броевите, така се зголемува и количината на предметите. Еве забележуваме дека 3 зајачиња се помалку од 4 мечиња. Ајде сега да видиме кој број е овој, дали го препозна. Сите го сакаме на нашето раче, бројот 5. 1, 2, 3,
4, 5. 5 рипчиња. Значи бројот 5 означува количество од 5 во случајот рипчиња. А сега ќе видиме и јаготки. Колку? Дали ги изброи? 5 јаготки. По бројот 5 следува, така е, бројот 6. Ајде да броиме колку капчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6 капчиња. Сега броиш сам. Балони. 1. Дали изброја 6 балони? Браво за тебе. По 6 доаѓа бројот 7. Колку летала имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 летала. А сега броиш сам. Броиш звездички. 1, 7 звездички. По 7 доаѓа бројот 8. Ајде да изброиме колку бродчиња имаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А сега броиш сам. Броиш лижавчиња. 1, дали изброи 8 лижавчиња? Браво за тебе. Бројот 9. 9 автомобилчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Внимаваме како броиме, значи да си направиме некаков редослед за да ги изброиме точно предметите. Сега броиш сам, броиш лалиња. 1, 9 лалиња. По бројот 9 следува бројот 10. Тој е составен од две цифри. Цифрата 1 и цифрата 0. Ајде да видиме дали имаме 10 звездички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А сега броиш сам. Ги броиш јаболките. Браво за тебе! Дали забележуваш, кога имавме само едно сонце, тоа беше малку, а сега имаме 10 јаболки и тоа е многу. Сега малку ќе вежбаме заедно. Во секој од овие кругчиња има поодреден број на предмети. Од страните се дадени броеви, кои што се надевам дека веќе ги препознаваш. Треба секое бројче да го ставиме во кругчето или до кругчето според тоа колку предмети има во него. Ајде да почнеме. По првото кругче имаме колку триаголничиња? Може да го покажеш бројчето? Ајде да го ставиме на место. Тоа е бројот 2. Во второто кругче колку смајлиња имаме? Ајде да изброиме. 1, 2, 3, 4, 5. Можеш да го покажеш бројот 5 со прстето? Ајде да го ставиме на место. Ајде сега одиме понатаму. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кој број тука треба да стои? Покажи го со твоето прсте. Така, тоа е бројот 6. Сега ги броиме виолетовите стрелки. 1, 4, 5, 6, 7. Дали го пронајде бројот 7? Ајде да го ставиме на неговото место. Колку звездички гледаш во ова кругче? Го најде ли соодветното бројче? Ајде покажи го со прстето. Тоа е бројот 3. Браво за тебе. И во последното кругче колку имаме?
предметчиња. 1, 2, 3, 4. Еве го и бројот 4 и ќе го сместиме во последното множество. На овој слайд имаме пак за броење, меѓутоа сега треба да бидеш повнимателен. До сонцето, кој број ќе треба да го ставиме? Покажи со прстето. Право. Ајде срценцата, внимавај. А потоа ќе направиме проверка. Дали ги изброи? Ајде месечинките, почни од црвената. И сините кругчиња. Така е, 9. Кога имаме вака за броење повеќе предмети и не знаеме точно како да ги изброиме, постои еден многу полесен начин. Може како што ги броиме, така да ги одбележуваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Значи, точно сме ги изброиле. Ајде, и срцињата ни беа тешки за броење, да видиме дали точно сме ги изброиле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи, на овој начин со одбележување сме сигурни дека сме ги изброиле сите предмети. Овде имаме сега една друга задача. Дадени се неколку сликички. На секоја сликичка по неколку предмети. А под тие предмети се дадени по 3 бројчиња. Но само едно е точно. Колку летала имаме на оваа сликичка? Ајде да изброиме. 1, 2. Значи, кој бројче треба да го заокружиме? Може ли да покажеш со прстето? Така е, бројот 2. А сега да ги броиме пеперутките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ајде покажи со прстето, кој бројче треба да го заокружиме? Браво за тебе! Ги броиме бубачките. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ајде покажи со прстето кое бројче од овие 3 треба да го заокружиме? Така е. Колку бродчиња треба да изброиме? 1, 2, 3. Каде е бројот 3? Еве го. Продолжуваме и понатаму. Колку балони изброи? Дали си во право? Колку пиленца? Браво, 3 пиленца. Колку гасенички? Една гасеничка имаме, 7 или 4. Така е. Во право си, 4 гасенички. А колку хартиени авиончиња имаме? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Каде е бројот 6? Браво за тебе! Сега ќе го застанеш видеото на големото копче. На еден лист хартија ќе ги напишеш бројките колку предмети си изброил. По овој редослед: пиленца, пеперутки, бубачки, цвеќиња, морковчиња, слоеви на играчката, овие парченца и на крајот лубениците. Откако ќе завршиш, ќе направиш проверка. Почни. Ајде сега да провериме дали точно си избројал. Ако ти се овие твоите броеви, значи ти си феноменален. Се што требаше да научиш за овој час, си научил, доколку некада си погрешил. Обиди се да повежбаш малку повеќе, а тоа ќе го направиш во твојот учебник. Во математика прв дел на страна број 9. Ќе ги изброиш сите предмети и ќе го запишеш соодветното бројче во ова квадратче до секоја група предмети. Се надевам дека ти беше интересно
и лесно ова што го научи денеска. Ти благодарам на вниманието.